знам зошто, но се обседнувам многу често за да направам различни пити. Не дека класична пита, која ние си ја имаме, не е доволно добра, но секогаш мислам дека може да се оди чекор понапред. Денес ќе правиме пита со мелено месо и брокола. Но сакам да ја исплетам, бидејќи ќе искористам едно америчко тесто, кое во суштина се користи за погачи, за некакви благи, не знам, лепиња или нешто што може да го направите и да го конзумирате во бургер, во некоја погача, не знам, можеби со некаква убава даска сервирана со различни сирења и сувомеснати. А јас денес тоа тесто ќе го искористам за да направам една убава плетенка која ќе ја плетам со 5-6 делчиња, односно конци. Ќе се обидам, бидејќи како мала многу сакав да плетам плетенки. Знам да плетам грчка плетенка, внатрешна, надворешна исплетена и пробав да си поиграм со тестото и излезе едно совршенство кое на маса мислам дека би бил прекрасен украс. Тестото исто така е специфично. Се прави на повеќе на оние типови на погачи, затоа што користиме повеќе јајца и масло внатре, односно не е лебна позадината на тестото, а тоа ќе го направи доволно богато и доволно убаво за да ги примислите оние зачини кои ќе ги ставиме. Ќе додадеме и малку моцарела, заради тоа што моцарелата ќе биде тука за да го стегне малку сосот и да ви даде едно изненадување кога ќе искршите питата, да се растегнат тие прекрасни конци и се занесов. Најпрвен ќе го направиме тестото. Тестото го правиме на начин на кој многу пати сум ви објаснила, но сметам дека треба цело време да го повторуваме тоа, заради тоа што гледам некои од вашите коментари, многу пријатели кои ме познаваат, а сакаат да ги направат нашите рецепти, гледам дека им треба поддршка во тој дел. Многу е важно најпрвен да ги смешате мокрите состојки. Кога го тестирав рецептот, кога се обидов прв пат да го направам, гутнав заради тоа што имав баш многу малецки јајца. Веднаш, дека сум брза и многу често не размислувам да си ги послушам сопствените совети, ги измешав сите состојки и тестото ми испадна многу суво. Тоа е заради тоа што секоја брашна е различна. Секоја брашна различно вплива мокри состојки. Јајцата се различна димензија и сето тоа може да ви направи да не можете да го контролирате процесот. Затоа најпрви смешајте ги мокрите состојки, а потоа додавајте брашно. Јас предвидов за овој рецепт околу 4 до 4,5 чаши брашно, обично бело брашно. Меѓутоа може да ви отидат и помалку, зависност од јајцата, зависност од тоа какво брашно користите, тип 400, тип 500, бидејќи одговара било кое што ќе одлучите да го употребите денеска. Најпрвен ќе ставам, во ова тесто одат 2 цели јајца и една жолчка. Намерно е така, заради тоа што жолчката сака малце да ми го обои тестото, а со белката ќе искористам белката, ништо не фрламе, за да го премачкаме до згоре и да направиме убава, сјаен изглед на плетенката. Ќе си го задржам, ќе ставам жолчката внатре, а белката ќе си ја задржам за да го премачкам јајцето. Ќе тргнам на страна за да ме почека додека ја завршиме плетенката. Внатре ставаме млака вода. Значи, оној дел не знам дали се сеќавате што ви го имам објаснето, секогаш кога сакате да направите меко тесто кое брзо ќе го активира квасецот, ќе му даде можност да на квасецот да ги испушти сите оние гасови, па да се направат сите тие меури внатре да го направи меко и убаво тестото, секогаш користате потопли намирници, но никогаш потопли од 50 степени, никогаш потопли. Внатре ќе ставиме од новото масло на витаминка, имаме високо олеинско сончогледово масло, кое не знам дали знаете, се прави од специфичен вид на сончогледови семки и дополнително е многу неутрално, може да го користите во сите благи рецепти, бидејќи апсолутно е неутрализиран вкусот на сончогледовото масло, што го прави многу погодно во теста каде што сакате, нели, да го задржите автентичниот вкус на состојките. Секако мериците на Карес ми да дозволуваат да бидам секогаш педантна. Ова гнездо ми е едно од омилените играчки кои редовно ги користам и тоа е тоа. Само ќе го размешаме, не мора да го матите, само треба да се размеша жолчките, да се соединат.
внатре ќе ставам цела лажичка сол, а ставам цела лажичка сол, бидејќи ќе ставам 1/4 шолја шеќер. Многу е важно да ги имате тој сооднос на сол и шеќер внатре, заради тоа што ако го искористите само таа четвртина шолја шеќера, не ставите доволно сол, ќе имате многу благо тесто, а солта една лажичка цела ќе ја неутрализира, бидејќи имаме многу големо тесто. Значи денеска правиме големо тесто. И следно што ќе направиме, ќе ги измешаме сувите состојки. Јас имам тука околу 4,5 шолји брашно, меѓутоа нема сите да ги ставам наеднаш. Имам шеќер, ќе си прочитате во тетрадката, мислам дека е 1/4 шолја, и имам 2 лажички сув квасец. Ќе ги размешам на површината, бидејќи знам дека тој дел ќе го додадам. И ќе почнам со додавање, доколку сакате чекор понапред во професионалноста во готвењето. Слободно. И просејте го брашното, ќе биде помазно тестото. Ќе додадам од прилика. Малку ќе оставам околу половина чашка, за да бидам сигурна какво ќе биде. Да ја контролирам количината, тестото треба биде на меко замесено, нема да го гњавиме овој пат со 5-6 минути месење и ќе почнеме полека да го составуваме. Зашто сум секогаш срекна, не знам кога правам тесто. Можеби затоа што сите сакаат да конзумираат. Во суштина до сега немам сретнато човек што кога ќе го прашаш која ти е милена храна, не вика месено нешто. Така да можеби заради тоа сум срекна. Кога правам тесто, ве гледате, мислам дека ова е соодветната количина и само ќе ми треба малку да просеам од страните брашно од кога ќе се состави, бидејќи треба да биде убаво меко замесено тестото. Ќе нарасне многу, заради тоа што ставивме 2 лажички сув квасец. Доколку сакате да користите свеж, користете свеж. Сум ви кажала неколку пати зошто користам сув квасец. Користам сув заради тоа што можам да контролирам дека сигурно ќе ми порасне тестото. Многу пати ми се случило, дали по маркетите, дали, не знам, дома не убаво, не навремено сум го искористила, сум го ставила во фрижидер, долго стоел и често знае да ми умре културата внатре, па тестото да ми пропадне и трудот. Но, затоа го користам најчесто сувиот квасец. Но користете свеж доколку сте така навикнати. Сите состојки денеска повторно ни се од пакет МК. Можете да си направите нарачка. Почнуваме повторно во еден период кога за жал бројките со пандемијата ни растат и секогаш имате безбеден начин да си направите шопинг за тоа што ви треба дома, од удобноста на вашата софа, само телефонот. Имате веб страна која е многу user friendly, односно многу лесна за перцепирање и порачување и можете да си направите нарачка на сте она што ви треба. И конкретно сите овие производи можете да ги најдете. Имате месара, имате шпајс и сето она што ви треба. Ќе го месиме 1 до 2 минути и ќе го оставиме да стаса околу час и половина на топла. Доколку сакате чекор понапред, за помеко и уште поубаво тесто, 15, значи на час и 15 минути, размесете го уште еднаш и потоа оставете го повторно да стаса, за да имаме убаво тесто. Ето. Само благо измесете го и оставете го да стасува. Ќе го покријам со една крпа и за кратко ќе ви покажам што ќе оди внатре како сос. Да го подготвиме овој сос, потребно ви е половина килограм телешко месо. Мелено, ќе го испржиме на оној начин на кој што би правеле бурек.
Имаме кромит, ќе го пропржиме прво кромидот, па месото и го пржиме се додека не излезе целата вода. Многу е важно да направите сув фил од месото, за да не ви го разлигави тестото, а да биде внатре баш совршен. Јас ќе дам чикор понапред и ќе ставам брокула. Овој пат користам смрзната брокула. Ја користам смрзната само заради тоа што сакам да се спротистави на топлината на рерната, односно не да знаете дека и требаат околу 2-3 минути за да се обари, да биде вкусна, крцкава, да не се разлигави и додека се пече тестото, доколку таа е смрзната, која ќе ја ставите внатре, едно 10 минути ќе се одмрзнува, па потоа 2-3 минути ќе се проварува во сопствениот сок и на крајот ќе биде совршен додаток во овој рецепт. Обична тава, бидејќи денеска го користиме новото масло на витаминка, ќе продолжам со истото. Тоа трпи многу високи температури, така да користете го. Почнете да воведувате новини во вашата кујна. Масло. Имам еден црвен кромит, ќе го исечам на ситни коцки, затоа што се сакаме да биде мазно и ситно. Мислам дека оваа пита може да ја правите со различно полнење, доколку не сакате месно. Дури ако сакате тестото да го искористите, може би да го наполните со нека тиква, со сладок компир, со јаболка, може да направите и благо тесто од истата основа, само изоставете го лажичката сол која ја ставивме внатре, дадете малку за шмек, за да ја нагласи благоста на тестото и наполнете ја со благо полнење. Апсолутно трпи тестото, ќе видите колку е вкусно, има баш може би сличен вкус на славската погача на баба ми. Која знам на сите дека многу ви се допадна. Убаво, на ситни коцки. Овој кромит е многу нежен со мене, не ме расплака денеска во емисија. Или не се фали маја прерано? Да, не се фали маја прерано. Маслото веќе е стоплено. Може да додадете и лукче ако сакате. Јас не додадов денеска, затоа што сакам да ми биде по-неутрален филот, односно да ми доминира месото, брокулата и моцарелата која ќе ја ставам. Пропржете го кромидот прво, знаете онаа процедура, малку сол за да ја испушти целата вода додека се пропржува. Натре ќе го зачиниме со основни состојки кои одат во секое јадење, дафинка, сол, бибер, малку црвен пипер. И тоа ќе ставиме автентичноста на вкусовите да бидат главните состојки и зачини. Кога ќе забележите дека кромидот веќе застаклува и ја променува својата боја, натре оди месото. Го разревам малку само за да не се ишљакам, не за нешто друго. Целосно ќе го пропржиме. Имам убаво тука, мислам дека е говецко мелено. И ќе дозволите целата вода да изврие, брокулата не оди внатре, па влаката и моцарелата не одат внатре. Тие на крајот ќе ги направиме на ситни парченца, ќе ги ставиме на горниот слој на претенката за да подизлезат малку. И мислам дека ќе биде право уживање. Повторно малку сол за да помогнеме на водата. Дафинка. Нема јадење без дафинка, посебно ако сакаме македонски шмек да дадеме на храната. Дафинка има внатре многу сушени зеленчуци, коренат магданос, има богата е со избогатена со витамини, така да може би затоа е толку уникатна и не потсеќа на се што е македонско јадење. Црн бибер. И малку црвен пипер. Само за да помогне во бојата и во вкусот секако.
Доколку имате чадена пипарка, додадете ја совршено одговара, јас баш нема во моментов. Буковец исто така убаво одговара. И тоа е тоа. Го пропржуваме додека не ја изрие целата вода. Потоа ќе ви покажам како да го направите целиот тој процес на убава плетенка која внатре ќе го зароби филот. Месото ни се допржува и тестото веќе ја стасав едно однапред за да ви покажам, бидејќи ви кажав дека ви треба час и половина да стаса ова тесто и не знам дали може да забележите колку е убаво стасано. Ќе искористам од брашното кое ми остана, да ја набрашнам целата површина. Еве убаво стасано, само да го одлепам. Сакам да тропне за дополнително да се наполни со воздух од површината. Така. Само благо ќе го размесам, преубаво е стасано и е на меко. Ќе го поделам на два дела. Едно за основата, а другото за да направиме убава декорација. Ќе направиме една основа која ќе биде долгнавеста. Нека ми фали уште малце брашно. Секогаш убаво набрашнете ја површината, а и самото тесто, за да не ви се залепи сукалото. Полно е со воздух, убаво, меко и воздушесто. Убаво раздолжете го, заради тоа што ви треба да го прими целиот фил. Мислам дека е доволно. Имам еден плех на кој ставив хартија за печење. Ќе го размесам и ќе ја направам втората кора од озгора. Размесам за да може да стаса и да се дигне дополнително во рирната. Рирната ја уклучив, секогаш загреана рирна, на 200 степени ја ставив да се загрее за да може да биде првиот бран на подигање на тестото, повторно долгнавесто тесто. Веќе е толку убаво стасано, а заради тоа што е меко, малце може би да ви биде потешко да го истегнете. Ставивме јајце нели внатре. Ова тесто е баш. Ќе направам малце подебел слој од горе. Ако сакате дополнително уште поубав вкус, јас внатре знам некогаш да ставам оцет, балсам оцет и да го ароматизирам на тој начин тестото. Ќе направам нишки. Се доволно 5-6. Убаво ќе ги направам да бидат целосно тркалезни. Може да ги оставите и во форма на пита, не е проблем. Да бидат целите убаво исечени од ножот. Јас сакам да се тркалезни, баш да подсеќаат на плетенка. Така ги тргна малку на страна. Да ме почекаат. Да го направиме целото она што го ветивме. Ја префрламе целата количина на средина. Оставете околу 4-5 см од страните, должително.
внимателно. Имаме замрзнатата брокула, ставете ја за да биде украсна целата креација. Дека ми треба нож. Да, може би ако погледнав ќе видев дека имам на маса. Но среќа имам стотици ножеви по дома. Никој не сме да се зеза со мене. Не знам дали ми верувате, ама може би сигурно имам 20 ножеви по дома. И секогаш се максимално остро зачувани, наострени. Многу мразам мали ножиња. Не користам скоро воопшто мали ножиња. И имаме начинија. Имам малку павлака. Во неа ќе раситна малку моцарела. Да, ќе биде дополнителен додаток и вкус на целата пита или како и сака, плетенка, можеби. Доаѓаат убави празници, доаѓа Великден. Може да искористите да направите празнична верзија на сето ова. Ставете полнење по избор. И по неколку топки на сите страни. Од горниот дел, за да дозволите да се разлее целото тоа низ процепите кои ќе ги направиме со плетенка. Така. Кажете ми дека ова уште од сега не изгледа совршено и ќе направиме плетенката. Јас ја правам на страна, вие доколку сте вешти и можете директно врз целото полнење да ја направите, слободно направете ја, изненадете ме со видео или фотографија. Јас се надевам дека ќе успеам. Убаво прицврстете го крајот, направете еден почеток за да не ви се раздвои и јас ќе почнам полека да ја плетам. Плетенката. Прво доаѓа едната нишка, потоа со таа која сте завршиле, протнете ја наизменично под сите, не знам, нишки кои ги ставивме. За да направите убава решетка. Сето ова треба да изгледа, не знам дали може да се забележи на камерите, значи треба буквално да го изнижете целото тесто. Сам дека ова ми е малце помала, да, но ќе ја зацврстам за да не ми излезе. И веќе сме на крајот. Убаво прицврстете го и стиснете га, еве како изгледа. Кажете ми дека ова не е дека е совршено дело, замислете како ќе биде испечено. Следно што ќе направиме, ќе го подзатвориме од страната филот, за да не ни излезе. Ова ќе биде покомплексно, бидејќи е големо тестото. И ќе префрлиме целата кора горе и убаво притиснете за да не се раздвои тестото. Практично треба да направите една кошница. Крајот ставете го до стола и повторно убаво притиснете до стола, значи горниот дел, за да не ви се отвори.
баш креација која ќе ја краси секоја трпеза. На крајот се сеќавате дека зачувавме дел од белката. Мислам дека е совршено сплетено. Ќе искористам белката. И убаво премачкајте ги сите нишки за тие да потемнат. Сега да ако приметите некаде дека забележите дека ви се раздвојува тестото, убаво притиснете го за да може да ја зачувате целата количина внатре. Сето тоа што го ставивме внатре е веќе однапред подготвено, значи не се грижете, секако ќе се испече. Она што е најважно да внимавате кога правите вакви полнати пити е да не дозволите да биде влажна внатре, премногу влажна содржината на филот, бидејќи на тој начин може да го разлигавите тестото па да имате неиспечена средишност на целата пита. Целосно ќе ја премачкаме со јајцето. И солете за да биде и кората солена и ставете ја во ред. Ќе се пече од 30 до 35 минути, односно ќе видите дека е готова кога ќе нарасне, ќе зголеми својата димензија и веќе од сите страни ќе биде убаво подпечена, ќе има златна кафеава боја. Секако може да проверите со чепкалка дали е готово тестото, но доколку бидејќи јајцето знае да го подгори тестото, додека ако видите дека горниот дел почнува да потемнува, а не сте сигурни дека е испечена питата, односно поминало малку време, слободно ставете на хартија за печење од озгора за да ја заштитите на дворешноста. На средна полица 200 степени. Ова е мојата денешна креација. Не знам дали може да забележите, дозгора секогаш може да ја премачкате со масло, за да свети поубаво и да биде подекоративна на вашата трпеза. И тоа беше се за денес. Јас се надевам дека ви се допадна, а оваа креација сакам да ја пресечам за да видите внатре како изгледа. Горниот дел е со запечената моцарела, не знам дали може да забележите, таа го држи целиот фил внатре, но ќе пресечам прво на половина за да видите како изгледа внатре. Ево вака. Изгледа внатре. А секако ќе сисачам едно парче бидејќи има феноменален вкус. Вие гледајте на секој ден на 24 во 19:30 и следете на нашите профили на Инстаграм и Фејсбук. Секогаш ви изненадуваме со различни содржини и да не го заборавате YouTube каналот. Секогаш кога ми барате рецепти, знајте дека може да отидете на нашиот YouTube канал, таму се ставени сите емисии, може да се вратите, да ги прегледате, доколку сакате да видите некој рецепт или некоја постапка како да подготвите нешто што ви се допаднало во нашите емисии. А ние се гледаме веќе утре со нови идеи, секако и нови вкусови. Мислам дека и утре ќе биде нешто мислено.